Супер храна со силни антиоксидантни својства за здравје и подолг живот. Сите лековити квалитети ги содржи кинескиот екзотичен плод гоџи бери. Славица Богдановска е меѓу првите кои го одгледуваат ова растение во Тетовска Брвеница. Од секогаш ја интересирале земјоделски култури кои ги нема на нашето поднебје. На нејзиниот насад таа има 30 насадници, од кои веќе го собира плодот. Гоџи бери созрева за релативно краток период, а и одгледувањето не е многу тешко, вели Славица. Не треба некое големо внимание, дури не треба ни земја некоја посебна категорија. Нашата е А категорија, а тоа и не бара песоклива земја, не сака ни многу вода, ни наводнување. И првичниот план ни беше да ставим капка по капка систем и тоа пластиката под него што е црната, еве не сум стручњак, не знам ни да кажем, простирка како се вика, затоа што имам. Значи, не ми беше тоа издаток и го имам и реков добро. Така треба, така ќе направам. Ама од ноември кога ги наручав, додека стигна ја најдов поиќе производители дека велат не, подобро оставите ги. И најдов податок дека еден производител вика оставите ги, значи устарт оставите ги што сака, кај што сака да може коренот да се фати како што треба, нели? И ја ги остав. И гледате, после имам стајано само како чаталчиња, гранчиња, чисто да ги поддржи тежина од плодот. Ама на таја страна кај што си е гранката, ни ги подигнав, ни ништо, реков, сега што сакате правите, и ме наградија. Својствата кои ги поседува гоџи бери влијаат позитивно кај кардиоваскуларните болести, крвниот притисок, воспаленијата, очните проблеми. Секојдневното консумирање помага во зајакнување на имунитетот, или како што вели Славица, гоџи бери помага за се. Гоџи тоа е, гледате, бобинка. И е у топ 5, најдобро е. На прво место, таа е супер храна. Ги викаат адаптогени, значи помага кај што треба, сега ја лаички ова го кажувам како што пишува таму, инаку помага имуниот систем сегде кај што треба. Све што треба у организмот, го има у бобинката и дневно се конзумира 10 до 30 грама. Друго што е интересно, овдека не се знае, ја го најдов како податок, дека и листот се употребува и како чај и како зеленчук. Листот истите својства ги има како плодот, некои, можда не знам сега кои витамини или нешто нема, ама од друга страна има многу повеќе зеаксантин и лутеин што помага за вид. А инаку буквално е за се, не за срце, не за... Мислим, нема зашто не. Краток период на вегетација има од како ќе се посади додека почне овој тип што го гледате таму. Сега ја имам посадено 2 типа. Ова зад мене е друг тип. Тој го вика гоџи бери 1, а овој гоџи бери 4. И на овој тип многу кратка му е вегетацијата, па и ја не очекував. Буквално на 4 јуни ги посадив, а на 13 септември ми беше првата берба. Која е разликата помеѓу овие две? Разликата е вкусот и големината. Значи, овие, искрено речено, не се ни многу вкусни, ама па сега не е ни нешто, не знам што тешко да се јаде, а овие се многу вкусни. Имаш само малку имам од нив, пошто овие од до година се очекува. Може и да ќе видите, има плод. Ја и мајка ми пробавме и стварно се многу вкусни. Не повкусни, него се многу вкусни. Богдановска постојано проучува преку интернет и дознава нови информации за плодовите гоџи бери. Бидејќи бербата е малку потешка од одгледувањето, таа не размислува за некое поголемо производство. Гоџи бери плодовите содржат 18 аминокиселини кои се неопходни за организмот, 21 минерал, сите главни и споредни витамини. Доколку сакате да бидете здрави и да изгледате младо, плодовите гоџи бери се вистинскиот избор за здрав и долг живот.